qui est celle de la santé. La santé, c'est en effet un des piliers importants de notre action de coopération en Macédoine du Nord. Et sur un sujet très particulier qui est celui de la santé mentale périnatale. Fort de nos politiques étrangères. Затоа што женската дипломатија, така како што ја нарекуваме, а особено одбраната на правата на жените и младите девојки е навистина важна оска во нашата соработка. Et le projet dont on parle aujourd'hui, c'est le 4e grand projet qu'on mène dans ce pays en soutenant des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales. Овој проект за кој што денес зборуваме е еден од 4 големи проекти кои што го спроведуваме во соработка со граѓанските организации. Перинаталното ментално здравје поддржано од француската амбасада спроведуваше низ на едукативни активности со жени од целата територија на Република Македонија, во кои што беа фатени повеќе од 110 жени со директни едукации, како и над 200 жени добија едукативни материјали и повеќе илјади жени може да проследат едукативна кампања на социјалните медиуми. Она што го видовме при спроведувањето на проектот е дека жените имаат голема потреба од едукација по однос на здраво мајчинство, здрава бременост, како и унапредување на менталното здравје на жената на локално ниво. Значи, жените немаат доволно информации и беа навистина голем дел од нив за прв пат преку овој проект успеава да слушнат информации поврзани со напредување на нивното ментално здравје, како за време на бременоста, така и по породувањето. Во акција. Во рамки на проектот за перинатално ментално здравје, финансиран од француската амбасада, во работата на реактор направивме едно истражување и анализа за тоа што во моментот е достапно на ниво на политики и услуги за перинатално ментално здравје во државата и видовме дека и покрај тоа што постојат некакви напори, постојат некакви стратегии и акцијски планови кои што го спомнуваат перинаталното ментално здравје, за жал се уште не е препознаено како дел од целокупното здравје на една индивидуа, иако постои свесност дека жените, особено мајките, се поподложни на психолошки потешкоти и поради низа на социјални фактори. Она што го идентификувавме како проблем е дека дури и кога постои свесност и кога постои препознавање, нема јасна патека на грижа за тоа каде мајката може да се обрати и каде може да најде психосоцијална поддршка во заедницата, која што, многу е важно да кажем, ќе биде и физички достапна, односно ќе биде блиску и ќе биде финансиски достапна, односно нема да мора да плаќа големи суми на пари во тој период. Понатаму, во партнерство со Сдружение на психолози и психотерапевти Психолариум, организиравме обука преку програмата на Postpartum International за терапевтките и спроведовме 2 групи за поддршка на мајките. Тука ми е важно да го кажам ова, дека кога го објавивме повикот за учество во групите за поддршка, немавме идеја за тоа колкава ќе биде потребата. Меѓутоа, она со кое што се соочивме е дека во рокот 24 часа 150 жени ја пополнија пријавата, 150 жени со деца на возраст до 1 година ја пополнија пријавата и имаа интерес да учествуваат во овие групи. Со оглед на ресурсите со кои што располагавме во моментот, успеавме да формираме 2 групи за поддршка, кои што поминаа 12 средби со психолози и психотерапевтки и работеа на значени аспекти од психолошкото здравје во перинаталниот период. Од социјална поддршка и чувство на заедништво. И ако погледнеме како живееме сега, како ги живееме овие 1000 со анксиозност не значи 10.000, затоа што има преклопување веројатно кај голем дел од нив, ама се уште значи дека на годишно ниво илјадници жени сме имале во државата, илјадници мајки кои страдале во нивното постпородилно искуство. И важно ми е тука да кажам дека перинаталните нарушувања на расположението може да се појават апсолутно кај секого, ама не се појавуваат во вакуум. Се подразбирали што сакаме да ги викаме селото околу детето, се почесто не достига. Во исто време, паралелно на овој начин на живот, диагноза фамозна на депресија и анксиозност, во реалноста се соочуваат со многу стравови, тага, со анксиозност, породилното искуство може да донесе и чувство на самост. И покрај мисијата на самиот документ се уште ја држи грижата во една тесно клиничка и централизирана рамка. Значи, во оваа стратегија не достига визија за развој на услуги за перинатално ментално здравје во заедницата, што би биле достапни надвор од болничките услуги
и би биле пристапни поблиску до секојдневниот живот на жените во државата. Социјалните медиуми со едукативни постови на оваа тема. Воедно беа поставени и информативни и едукативни билборди. Опфативме, како што кажав, холистички пристап. На едукациите се говореше и за здравје за време на бременоста, здравје на жената во периодот по породувањето, нега и грижа за доенче и мало дете од 0 до 3 години, како и за перинаталното ментално здравје. Се чувствувавме поразително кога дознавме на тие работилници дека жени при крај на пренос или веќе породени за прв пат слушаат некои навидум основни информации како здрава исхрана, физичка активност, проблеми поврзани со ментално здравје. Значи никој за тој период од 9 месеци нити после породувањето не ги добиле тие информации од нито една страна. Ова само ја потврди потребата од широка и редовна едукација на жените, како што кажа Ана, во местото каде што живеат.